Добродојдовте во бизнис интервјуто во Слободен печат. Јас сум Весна Дамчевска, а денешниот мој соговорник е универзитетскиот професор Маријан Петрески. Добре дојдовте, Петрески. Добре најдов, благодарам на поканата. Светот пак се соочува со една криза, сега доаѓа од Блискиот Исток и сега глобално гледаме некои притисоци, промени на берзи, промени на цените на нафтата. Меѓутоа, како вие ги перцепирате тие промени и ако е неблагодарна било каква прогноза, што мислите дека ќе се случува? Добро. Како што рековте и вие, имаме една криза или тензија на Блискиот Исток, која што не е нова. Тоа е, да речеме, една разлика во однос на кризите, конфликтот Русија и Украина во времето кога тој почнуваше и се разбира пандемијата. Значи, овде имаме една ескалација на тензија која што постоеше подолго време помеѓу САД и Израел од една страна, или да речам слободно и Западот од една страна и Иран од друга страна. Така што во таа смисла сега неизвестностите и ризиците значајно се зголемија по ескалацијата на конфликтот во претходните денови. Меѓутоа, сепак мислам дека во однос на економските ефекти, во однос на тоа дали следува или сме веќе во нафтен шок, во ценовен шок, сепак мислам дека не треба да избрзуваме. Ако ги погледнеме пазарните движења во претходните неколку дена по почетокот на конфликтот, забележуваме сепак една умерена реакција. Точно е дека има зголемување на цените на енергентите. Гасот отиде позначително, додека зголемувањето на цената на нафтата, Брент нафтата да ја земам, сепак е едно поумерено зголемување од некоја цена 72-73 во петокот, пред почетокот на конфликтот, до цена од околу 80 денес. Тоа е зголемување, но сепак не е драматично зголемување. Второ, доколку ги погледнеме берзите, ќе видиме, например, дека тие по една блага негативна реакција во понеделникот и повеќе во вторникот, веќе во средата се вратија на нивото од петокот. Сега, зошто е таа блага реакција? Веројатно една од причините е она што ја спомнав, дека пазарите веќе претходно ги интернализирале, ги зеле предвид информациите кои што претходно постоеа за постоечката тензија помеѓу Иран и САД и Израел од друга страна. Во таа смисла мислам дека е неодговорно сега ние да излегуваме со панични изјави дека следува ценовен шок, дека тој ќе се пренесе на сите производи, дека ни следува нова инфлација од типот на таа што ја видовме во 22-та. Не, такво нешто нема да се случи, не очекувам да се случи, или е многу мала веројатноста дека нешто од таква магнитуда би се случило. Дополнително да напоменам тука дека таква попанична реакција на пазарот може би се случило доколку дојде прекин во снабдувањето со енергенти, но такво нешто во моментот нема. Се уште реакциите на цените, кои што ги спомнав претходно, се повеќе заради растечката неизвестност, а прекин во снабдувањето нема. Дури Трамп преку објава на Твитер и на Фејсбук кажа дека и наредил на развојната финансиска корпорација на САД да издава гаранции за фирми кои што вршат транспорт, односно изнесуваат нафтата од Персискиот залив понатаму во светот. И дури кажа дека ќе овозможи ескорт, односно придружба на танкерите од америчката морнарица, доколку такво нешто биде побарано. Тоа значи дека големите сили, во случајов САД, кој што е еден главен чинител во овој конфликт, сепак води голема сметка да не дојде до прекин во снабдувањето со енергенти на светот, кое што би предизвикало драматично пореметување, но апропо сите овие дејства и настани, мислам дека до такво нешто нема да дојде. Сега, имајќи го предвид сето ова, мора да бидеме свесни дека ризикот е сепак зголемен, зборуваме дека веројатно ефектот ќе биде умерен, меѓутоа ризикот секогаш постои дека ќе дојде до нешто подраматично, кое што може да предизвика некој поголем шок, зашто веројатноста во моментов е помала, меѓутоа сепак постои. Што ќе увеземе, условно кажано, како Македонија, бидејќи нели сме увозно зависна земја по сите основи, од храна па до нафтените деривати, што можеме тука да очекуваме, кога и како ќе се преле или веднаш се прелева?
Доколку шокот се материјализира, тоа веднаш ќе се преле. Во моментот добрата вест е дека таа неизвестност, тој ризик не е материјализирана во смисла на драматично зголемување на цените на енергентите и во таа смисла во моментов ние немаме некој ефект кој што би го виделе позначајно. Но доколку дојде во условно кажано сега некое потеоретско сценарио до некое подраматично поместување на цената на нафтата и останатите енергенти, гасот се разбира тука исто битен, тогаш пренесувањето во нашата економија е веднаш, затоа што ние сме целосно возно зависни, сме мала и отворена економија, не можеме да влијаеме на тие текови, се разбира дека тие цени веднаш ќе ги видиме тука во нашата економија. Кога зборуваме за цените, ние бевме сведоци дека инфлацијата во тие години пандемски, попандемски, во Македонија беше и на повисоко ниво отколку во регионот и потоа кога таму се стивна, овде не се стивнуваше. Дали постои, што мислите, дали сепак ќе се злоупотреби сегашната ситуација, како е вашето гледање и какви се мерки што може да се преземат за да тоа не се случи? Добро, тоа е сврзано, но сепак е друга тема апропо овие геополитички случувања. Точно е дека при првиот удар на руско-украинскиот конфликт во 22 имавме енергетски шок, имавме шок кај цените на храната и тие веднаш се пренесоа тука во нашата економија и тогаш инфлацијата во 22 достигна 14,2%, ефектот продолжи во 23 9,3%, понатаму се смири во 24 во 25 се смири до ниво од 4,1, но велиме дека тоа ниво се уште не е доволно ниско за да кажеме ние дека инфлацијата се смирила. Вообичаено централните банки сметаат дека некоја бројка која што кружи околу 2% се смета за целосна стабилизација на цените. Такво нешто ние лани не постигнавме. Значи, ефектот од глобалниот шок се трансферираше 22 и главно траеше и во текот на 23-та, меѓутоа во 24-та и во 25-та веќе имавме други извори на инфлацијата, бидејќи како што кажавте и вие, глобалните притисоци целосно се смирија, дури кај храната имавме и кај некои групи на производи и цени на глобално ниво пониски од нивото пред почетокот на руско-украинскиот конфликт. Сега главно беа два извори на домашни притисоци на цените во овој период по 23-та. Тоа беше однесувањето на одредени алки долж синџирите на снабдување и вториот елемент кој што посебно стапи на сцена во 25-та беше побарувачката, односно подгреаната побарувачка поради растечките доходи во економијата. Еве на пример да земеме дека платите во 25-та пораснаа 9,6 номинално, реално ќе му дојде некаде околу 5-5,5%. И други компоненти на доходот, да не подсетувам тука дека пензиите во еден релативно краток период пораснаа за 20-25% номинално, што е висок, многу висок и номинален и реален пораст. Така што тие два домашни извори на инфлација оневозможија инфлацијата доволно брзо да се симне до посакуваниот таргет, односно таа остана упорна. Сега во јануари забележавме благо олабавување, 3,2% на годишно ниво, а на месечно ниво инфлацијата падна, се намали за 0,7% и тоа беше позитивен знак. Сега ќе излезе февруарската инфлација деновиве, очекувам дека таа динамика е задржана. Во поглед на овие домашни извори на инфлација неопходна е многу голема внимателност за да може упорноста на инфлацијата да се собори во текот на оваа 26-та година. Во делот на ова неадекватно, да речем, однесување на одредени алки долж синџирот на снабдување, мислам дека одредени чекори беа преземени од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата, таа санкционираше и некое однесување кое што се покажа дека е антиконкурентско, и доследната примена на Законот за нефер трговски практики, што е во рацете на владините министерства, Министерството за економија и труд, и тука гледаме дека постои свесност помеѓу носителите на политиките дека е неопходна доследна примена, тие најавува и некое зголемување на казните во делот на казнената политика, и тие тенденции се позитивни, но треба да се интензивираат и да се применуваат недвосмислено и непристрасно. Во делот на доходите се разбира дека еден клучен аспект игра фискалната политика, однесувањето на фискалната политика, посебно во делот на пензиите и во делот на поставеноста на владата во поглед на платите. Да, платите треба да растат и тие треба
да го зачуваат животниот стандард на населението, меѓутоа треба да се оневозможи дека тие ќе притискаат и понатаму на потрошувачката на начин на кој што инфлацијата ќе остане перзистентна, односно упорна и нема да може да се собори без оглед што монетарната политика е адекватно поставена на ниво на доволна затегнатост во контекст на тековните услови. Во услови на постојана криза, грч повеќе од 2020, што ни се случува со пандемијата, ние бевме сакали или непринудени на големи задолжувања. Едно време во цел свет се велеше не е важно колку ќе се задолжите, важно е само да се најдат парите и нели тоа да се преброди. Така да годинава стигнува врзница 700 милиони евра, ние моравме милиарда да се задолжиме преку евроврзница, се најавија 300 милиони евра нов долг. Последна информација што завчера ја кажа Министерката за финансии, јавен долг 59,3%, земајќи го овој раст на БДП што се соопшти за цела 2025 3,5%. Сакам да прашам колку сме сега веќе реално во можност после се ова што ни се случува да си ги отплаќаме нормално кредитите, да се задолжуваме со некоја поволна, да кажам, стапка, каде сме во состојбата со јавниот долг? Па добро, бројката што вие ја цитирате е бројка која што е на самата психолошка граница од 60%. Сега видете, реално тоа е релативно високо, меѓутоа не е алармантно ниво на јавен долг. Значи се разбира дека постојат многу земји. Аргументот тука е дека дел од нив се и со многу поголема отплатна моќ, меѓутоа сепак со многу поголеми нивоа на задолженост споредено со нивниот бруто домашен производ. И во таа смисла јас не би бил алармантен или да ширам паника во тој поглед. Затоа што секогаш во сите мои настапи во претходниве 10 и повеќе години говорам дека долгот, не секој долг е штетен, односно долгот кој што ќе се искористи паметно за да се подигне производниот капацитет на економијата, ќе овозможи таа економија во иднина полесно да го отплаќа тој долг. Значи, но ние некако, извините што ве прекинав, не гледаме дека некогаш се случи да имаме отплатувања, намалување на нето задолжување, тој ви кон внатрешниот пазар, ако сакаме кон банките или и осигурителните компании, пензиските фондови од кои што се позајмуваме, секогаш тоа нето задолжување оди нешто повеќе. Исто и кон надворешните долгови. Ние не сме слушнале, еве нешто успеавме да отплатиме. Секогаш целата евроврзница ќе ја вратиме и ќе земеме плюс. Видете, тоа е така затоа што ние проектираме буџетски дефицити. Дефицити значат дека ние проектираме дека ќе трошиме повеќе од она што ќе собереме преку даноците и другите неданочни приходи. Сега, ако ние сакаме по-рапидно, по-интензивно да ги отплатиме долговите со домашно генерирани средства, ние ќе треба дефицитите значајно да ги намалиме или да почнеме да генерираме суфицити. Меѓутоа, за оваа фаза од економијата тоа не е препорачливо. Вие тоа може да го направите ако сте министер за финансии или влада, меѓутоа ќе ја угушите економијата која што се уште има големи развојни потреби, дали се тоа потреби во делот на инфраструктура, патишта, енергетика, потоа да одиме на некоја помека инфраструктура, училишта, здравство, вештини, институции, ако сакате, владење на правото, справување со корупцијата, со сивата економија. Сето се тоа развојни потреби на земјата кои што треба некако да се финансираат. Значи, се додека дефицитите ги стварате за да тоа го финансирате, вие, викаме, ќе го зголемите потенцијалот на економијата за отплата во иднина. Проблемот на оваа земја не е во генерирањето дефицити во буџетот, туку проблемот е што ние во минатото често имавме, да ги наречам вака колоквијално, екскурзии во таа смисла. Значи, имаше периоди кога се задолжувавме за непродуктивни инвестиции, условно кажано, можеби ќе се сетите на што алудирам, па дури и за покривање на тековни расходи. Се разбира дека можеби никој нема да каже еврообврзницава ја земам за да ги алиментирам пензиите, меѓутоа ако погледнете малку подлабоко, ќе видите дека ако ветите дека пензиите драматично ќе пораснат и генерирате додатен трошок од 200 милиони евра годишно, значи
над она што представува усогласување на пензиите со трошоците на живот, тогаш тие 200 милиони вас ќе ви изедат фискален простор кој што вие сте можеле да го намените за нешто друго и евентуално да се задолжите помалку или целото задолжување што сте го планирале да го инвестирате во нешто попродуктивно. Во таа смисла мислам дека оперираме на една ризична граница кога ставаме било какво задолжување во контекст на тековни потреби. Тоа треба да се става само во контекст на развојните потреби и тогаш не е опасно. Посебно што фискалниот простор беше значајно искористен во текот на пандемијата, задолжувањето порасна за 10% поени во еден чекор од околу 45 на 55% од БДП и сега дојдовме до психолошката граница од 60%, а да не зборувам дека во меѓувреме финансиските услови на меѓународните пазари, на домашниот пазар се затегнаа апропо сите овие кризи. Ние имавме така речи бесплатни пари во текот на пандемијата, а сега сме во ситуација кога таа состојба е значајно променета. Што сега повеќе да се билда? Иако делумно одговоривте, нели, јавната потрошувачка или ова, нели, лична потрошувачка? Добро, видете, приватната потрошувачка, ако ме прашувате за услови на криза, таа секако дека ќе реагира со евентуална воздржаност, доколку кризата се интензивира, доколку неизвестноста значајно порасне и така натаму и така натаму. Секако особена внимателност е потребна во делот на јавната потрошувачка, делот од јавната потрошувачка кој што представува тековна потрошувачка. Фискалната консолидација е неопходна. Да, во моментот таа постои и е умерена. Може би постои простор да биде уште малку позатегната во смисла на рационализација на одредени трошења каде што има таков простор, да не ги споменувам на пример широката палета на субвенции кои што ги имаме во земјата. Никогаш до сега не се направи еден напор тие повеќе да се рационализираат, односно да постигнат исти ефекти за помалку пари или за истите пари поголеми ефекти. И тоа е само еден пример, има и други примери. Значи, таму е неопходна консолидација. Она што треба да остане и да се зајакне се секако јавните инвестиции. Така што на вашето прашање директно да одговорам, треба да се јакнат јавните инвестиции и тоа вклучително низ процес на приоритизација, односно да се даде приоритет на оние јавни инвестиции кои што ќе дадат најголем мултипликативен ефект за економијата. Тука се секогаш капиталните инвестиции, барем за сега, извештајот е дека добро ни оди со тоа што... Тоа го слушнав од Министерката за финансии во претходните 2 месеци, добро, позитивна вест е да речеме тоа, иако треба да се види дека, например, лани во истите тие месеци по остварувањето било многу ниско, па вие кога ќе пресметате на ниска основа добивате некој голем раст, но како и да е сметано во однос на уделот во вкупните планирани јавни инвестиции во 26-та година, остварувањето во јануари и февруари е солидно. Ако продолжи таа динамика, ние ќе имаме шанси прв пат да имаме позначајно остварување како процент на она што е планирано, иако треба да имаме предвид дека во планирањето за 2026 за прв пат се смени мантрата и тоа е за поздравување, дека не се испланира некој фрапантно висок износ на капитални инвестиции за кој што уште тогаш е јасно дека не може да се имплементира, односно да се реализира. Мислам дека се отиде со пореалистична проекција, дури би рекол дека ќе видиме можеби годинава да сочекаме да измине, но веројатно ќе постои простор дека таа проекција ќе треба да биде уште нешто помала следната година за да се доближи до реалниот капацитет за имплементација на оваа економија. Ја слушнавме бројката за раст на БДП за минатата година, 3,5%, посакуваното ниво што постојано го се повторува од сите вас, нели, економисти, експерти, некои 5% за да малку од малку се доближуваме кон Европската Унија. Според вас во моментов кои би биле економските политики кои што најбрзо, најлесно би не приближиле кон некој поголем економски раст? Така е. Видете, се согласувам дека таа бројка од посакуван раст од 5% се повторува постојано од економистите, ама морам да ве поправам, јас не сум еден од нив. Сега зошто не сум еден од нив? Затоа што тоа е посакувана бројка, тоа е листа на желби. И сега ако веќе посакуваме раст, дајте да кажеме 10%, зошто велиме 5%? Посакувана е затоа што раст од 5% е нереален за оваа економија и тоа треба да бидеме објективни и отворени да го кажеме. Значи,
проценките на Светска банка, последните проценки се дека потенцијалот на оваа економија, значи она што оваа економија може да го испорача во едни релативно нормални околности е 3 до 3,5% раст. Дури пред 15 години постоеше оценка од Народната банка тогаш дека растот е околу 4%. Потенцијалниот раст е околу 4%. Значи Светска банка сега проценува понизок раст потенцијален од тој пред 15 години. И сега во таа анализа се вели дека во меѓувреме капиталната база растела, значи имавме прилив на странски инвестиции, домашни инвестиции, државни инвестиции и така натаму. Меѓутоа потенцијалот бил оштетен од ерозијата на човечкиот капитал. Ерозијата значи големата емиграција и назадувањето во вештините, односно она што како продукт во економијата го дава образовниот систем. Значи, ако ние зборуваме за потенцијален раст на економијата од 3 до 3,5%, тогаш во моментов остварен раст од 5% би бил утопија или тоа би било некоја само исклучок или случајност во одреден квартал, не знам, сте исплатиле на Бехтеленка некоја огромна сума или толку многу интензивирало тоа во тој квартал, па тогаш ќе се оствари 5%, меѓутоа повторно потоа ќе се сведе некаде поблиску до потенцијалниот раст. Ние треба да размислуваме како, што е можно поскоро, поскоро во овој контекст е некој си среден рок 3, 5 до 10 години, да работиме на фундаментите, да ги подобриме фундаментите за да може да испорачаме раст во тој среден рок кој што ќе се доближува до 5%, а ќе биде, значи, континуиран, конзистентен, не зборувам за еднократен. Тие фундаменти се разбира инфраструктурата, инвестиции во инфраструктурата, сватена во најширока смисла на зборот, не само патишта, не само железници, имате енергетика, имате информатичка инфраструктура и така натаму, дигитализација тука доаѓа предвид. И во тој сегмент има одреден помак. Гледаме дека со сите цили и харибди сврзани со изградбата на патиштата, сепак, например, одреден помак таму се направи. Вториот столб е она што веќе го спомнав, тоа е човечкиот капитал, значи вештините на луѓето сватени низ призмата на образованието, долгорочното учење сватени се разбира низ призма на продуктивноста која што ја детерминираат и некои здравствени исходи, и третиот столб кој што сега така испадна да го кажам трет, меѓутоа мислам дека треба да биде прв, тоа се институциите на државата сватени во најширока смисла на зборот како владење на правото, намалување на корупцијата и целокупно ресетирање, би рекол, на институционалниот поредок во оваа земја, да се елиминираат секакви аномалии кои што му штетат на растот. Значи, реформска работа во овие три столба може да не доведе на среден рок до 5%. Инаку, во моментов да си зборуваме дека сме оствариле 3,5, требало 5, тоа е, еве да кажам, грубо празен муабит. Професоре, благодарам што денеска го споделивте вашето знаење и вашите ставови со нас. Благодарам, ми беше задоволство. И благодарам и нашите слушатели и гледачи што се со вестите на Слободен печат.